Здраво на сите, добре дојдовте на каналот Татунчо. Ова е првиот подкаст во новата 2024 година, така што ја користам приликата на сите што го следат и сите оние кои што во иднина ќе го следат овој канал да им ја честитам новата година и да ви посакам се најубаво и да ви биде полно со успеси, каде и да сте. Вечерва во новата година имаме и нов гостин. Алек Митко, така се договоривме. Алек, јас мислам дека единствениот критериум за гостување во овој подкаст е да се биде човек кој што ја сака слободата и да се биде слободомислечки човек. Дали мислиш дека влегуваш во оваа категорија на луѓе? Како прво на сите слушатели, на сите претплатници на тој канал, исто да се приклучам на твоите честитки за новата година, 2024 година, да им посакам пред се здравје, успех во сегментите на живењето, мада самиот поим успех е тешко да се дефинира. Меѓутоа, за тоа веројатно можеби ќе го допреме тој дел и понатаму по сето ова. Јас само сакам да им испратам максимално позитивни вибрации и да го следат патот на она што го спомна ти, не слободомислието како состојба на беззаконие или на неодговорност, туку слободомислие токму од стегите и од лагите на системот во кој што моментално постоиме. Значи, слободата ни е обврска. Слободата е обврска. Јас така го имам разбрано животот и онолку колку што сме слободни пред себе, толку треба да сме слободни и да ги уважуваме и останатите луѓе, секако во доменот на оној степен на нашата комуникација и нашата блискост со нив. Тоа е тоа. Така, значи заклучивме дека квалификацијата е дука, е присутна, јас не се сомнувам во тоа. Живееме во чудно време. Дали можеме ние заеднички сега да го доловиме малку духот на времето во кое што живееме? Многу ми навелат дека е интересен историски момент, дека живееме во интересно време. Дајтгајстот да го доловиме некако на овој историски миг во кој што сме втурнати и што тој значи? Па, верувам дека сме повторно на раскрсница. Значи, секогаш кога зборувам на едно планетарно ниво, кое што поаѓа од мене, значи се поаѓа од личноста. И каде сме ние во сето ова што се случува. Живееме дефинитивно во едно конзумерско доба на големи можности и уште поголеми замки кои што стојат позади сето тоа. И голема е работа да се исползува и да се искористи севкупниот технолошки напредок за напредок на личноста, а со тоа и со напредок на човештвото. Додека овој момент не го разбереме, додека ние служиме на наметнатиот код на егоизам, егоцентричност, пазарно стопанство во односите со луѓето, каде што јас секогаш сум со некого близок, онолку колку што можам повеќе да му откатам од него. Значи, јас ќе му дадам секогаш нешто, но да можам повеќе да му земам. Значи, тој профил на пазарно стопанство на однесување помеѓу луѓето скоро и да уништи секаков однос меѓу луѓето. Скоро и да уништи, не е целосно уништен, чест на честните исклучоци. Тоа е некој мој генерален поглед на историскиот момент во кој што живееме, кој што е полн со искушенија. Сега немало време во историјата кога немало искушенија. Јас особено не би драматизирал, меѓутоа ќе повторам,
технолошкиот момент и можноста за и за оваа наша прекрасна комуникација оваа вечер не обврзува да му служиме на служејќи си на себе, на собствениот раст, на собственото спознание на она кој е нашиот животен призив, секако да го дадеме својот додаток на човештвото, на патот на слободата и на себе афирмацијата. Значи, таму каде што мојата афирмација или афирмацијата на било која личност не значи дека е моја пропаст или моје погазување или некакво поробување. Многумина периодов ме обсипуваат со пораки дека треба сега дојде моментот ние македонците, ние православните, сега генерализирам, ние белите, ние ваквите, ние онаквите, да се соединиме и да тргнеме во една решавачка битка против оние другите, различните. Тоа ми создава некакво чувство на ксенофобија, на трибализам. Од друга страна, поединецот во тој еден концепт се губи. Од друга страна, ти спомна градење на едно здраво градење на егото или на поединецот, во кое што поединецот квалитативно ќе придонесува на било која заедница и да подоцна се приклучи, дали е тоа семејство, дали е тоа нација, дали е тоа политичка партија или е клуб за шах, да речеме. Како гледаш ти на овие колективистички и индивидуалистички поделби на нештата? По моето скромно мислење, тоа се стари концепти на однесување и на движење на нештата, кои што се само во полза и во корист токму на оние на кои што Божем се креваат против. Значи, јас зборев за генералниот дух на експлоатација на оваа планета која што ни е наметнат. Ја во тој поглед сега, она што прво ќе ми падне на памет како личност и како индивидуа сум можеби гандист. Значи, Махатма Ганди без испукан куршум успеа да го оттргне окупаторот од својата татковина. Секако, окупаторот секогаш остава позади себе разорување, раздор, така да Индија денеска Индија, Пакистан и Бангладеш, малку из историско повикување. Нормално дека Махатма Ганди тоа го плати со својата глава, неговата миролюбивост и неговиот мир. Меѓутоа би заокружил дека секакво интервенско однесување и повикување на било какво обединување, за да ние некој друг надвор од нас го ликвидираме, го наметнеме собственото јас, направиме нова среќна во наводници прераспределба на светот, каде што конечно ние ќе се пројавиме во собственото его и во собствената негатива како оние кои што им наметнуваат на останатите луѓе критериуми на живење и однесување, сметам дека ќе заокружам повторно промашување и дека се тоа стари концепти и стари кодови кои што одат на рака само на постоечките сили. Како што би рекле британските креатори на политиката, варијациите се менуваат, интересите се вечни. Так. Она што би рекол за ова. Да. Значи, нив не име гајле кој бајрак ќе го веат, они запишуваат и отпишуваат своји сојузници и непријатели, се додека е интересот на владењето. Така да не влегуваме, тоа се многу опасни замки. Нормално има и многу провокатори на овој пат, мора да има јасно на луѓето. Јас сум секогаш бил човек на мирот, човек на спиритуалноста и дека злото може да му се застане на пат само со едно колективно кревање на свеста на луѓето
кој што треба да појде од поединецот, од личноста. Александар, според тебе, кои се тие духовни потраги кои што поединец би можел да ги прави, затоа што живееме во време, како што рековме, на голем консумеризам. Материјалното е ставено на пиедестал, е ставено не на пиедестал, е ставено на олтар, значи се обожува како да е божество, а од друга страна имаме чувство дека не само духовното, туку и интелектуалното и моралното кај луѓето е срозено на минимум. Затоа реков, во духот на времето, како еден обичен човек од секојдневието да ја најде својата духовност. Дали се тоа традиционалните религии или постои нешто многу поуниверзално? За ова што го зборуваме, за тоа спиритуално трагање, како прво човекот треба да издвои време. Времето на овој свет нам ни е изнајмено. И тоа е можеби најубавото и најпрекрасното. На тој пат веднаш ќе напоменам дека е неминовно да се дојде настран патици на поедини погрешни одлуки, односно застанувања. Меѓутоа, ние сме живи битија и ништо во камен не е исклесано во нас, така да нашето движење и потенцијалот на движењето ни е судено, така да кажем, а да јас не сакам такви фаталистички изрази воопшто. Значи, ние или се движиме кон сопствениот смисол на живењето, или се далечуваме од него. Ние никогаш не стоиме во место или на многу кратко време. Сега, како луѓето денеска, јас на почетокот кажа, веќе во тој конзуменски систем, ќе спомнам првата и главна енергија на која што се држи и обстанува матриксот на однесувањето, а тоа е стравот. Стравот кој што породува несигурноста. Несигурноста носи неморал. Она што е дека не постои утре и нема зошто ние да ја одржуваме и елементарната људскост, значи човечност, туку ние само треба да грабиме и да одиме по натаму. Тоа е севкупната пропаганда со која што сме заплиснати, нели? Самата економија, која што ја поттикнува алчноста на луѓето, егоцентричноста, да секогаш јас да се мерам според колку сум јас подобар од некого. Тоа е сосема погрешно, според моето скромно мислење, бидејќи единствениот со кој што јас треба да се мерам е тој што сум бил вчера. Значи, мојот напредок, кој што не е ова живот за некакви загубени индивидуи кои што не се снашле во светот, па сега немаат што попаметно да прават, па зборат преку ден па и навечер за некаква спиритуалност, туку токму луѓе кои што поставуваат прашања. Значи, општеството не сака луѓе што поставуваат прашања. Сака консументи, сака полтрони и се форсира тој профил на луѓе во најголема можна мерка. Значи, јас ги кажав овие точки на кои што почива системот. И да се надоврзам на она претходно твое против кого ние сега треба да се организираме, против кого ние сега треба да се креваме, кога всушност сите сме робови на овој општествен момент и на еден тоталитарен режим. Има луѓе, велат марионети, кои што тоа не го чувствуваат и не го осеќаат. Јас би рекол, еве, бидејќи и јас живеам во ова општество, зборам на планетарно ниво, дека и јас сум марионета на тој начин, ама јас сум марионета што ги гледа жиците. Тоа е многу важно. И човек треба да покаже сила да се одбрани од сето тоа.
како да се одбрани. Веројат Кантовиот морален доказ, самиот човек во себе си знае дека не треба да краде и дека лагата не е добра. Меѓутоа, тој Кантов морален доказ низ животот на еден човек сериозно е на удар, бидејќи тој гледа дека во животот успех во наводници се успешни тие кои што крадат, тие кои што лажат, тие кои што манипулираат, тие кои што ќе ве затворат во должничко робство. Јас особено би ги опоменал граѓаните не само на Македонија и на светот да се чувствуваат од должничкото робство кон банките. Тоа е значи основата која што ќе не фатат за врат и потоа голем дел од нашите чекори во животот веќе се определени од тоа должничко робство. Неминовно е да се има кредитна картица, неминовни се некои елементи на живењето, меѓутоа јас велам, едно е да се има неминовниот минимум и да се живее како свој на свое, а да не се попаѓа во должничко робство. Значи, економските ставки денеска се токму колку што можат побрзо и поефикасно да ве воведат во ова должничко робство и затоа на луѓето не им се остава време ни да мислат на себе, нити да размислуваат за овие нешта за кои што јас и ти оваа вечер зборуваме, затоа што тие не само до 1 треба да размислуваат како ќе поминат, туку до 15 на овој месец тие треба да размислуваат. Значи, она како што египетското робство, старозаветното, библиско, кога посакале евреите, вели, дај ни можност да му посветиме жртва и да се помолиме на нашиот Бог, како вели фараонот. Вели, ним име малку, значи работа, па имаат време да мислат на Бога, затоа јас ќе ми ја дуплирам сега работата, за да они толку многу работат, за да не размислуваат да му принесат жртва на Бога или било како вид на молитва. Значи, сообразно со историскиот момент во тоа време и со сваќањето на тој човек во тоа време што е жртва кон Божественото. Една мала дигресија, меѓутоа сметам дека е сосема на место. Така, значи ова се поврзува со многу концепти кои што денешницата буквално ги носи. Ако нашите дедовци работеа само тие и издржуваат цело семејство и тоа многу детно семејство, нашите родители работеа по двајца дома и сега ние доаѓаме да сме генерации работејќи две работи, многу пати и викендите зафатени и некако испаѓа дека не стигнува токму заради тоа што сме воведени во еден систем на црмпеток, попусти, не знам ова, не знам она. Постојано еве сега сме во јануари каде што одиме празник за празник, каде што морало да се купи ова, морало да се направи она. И велат најдолг месец е јануари, затоа што во јануари веќе мартовската плата е потрошена, барем во Македонија. И подоцна остатокот од годината се жалиме дека недостасуваат пари, затоа што сме мислеле, еве, само за да го сработиме ова, во наводници духовното, ние мораме да отидеме во минус на картичките кои што ги спомна предходно ти. Кој е, Александар, прашањето кое што треба да си го поставиме? Дали е тоа прашањето кои сме ние и каде одиме, или има некој многу побитно прашање за да можеме на сиве овие предизвици на денешницата да одговориме соодветно како поединци? Па се тоа нема да се реши преку ноќ. Значи, оваа машинерија е захуктана. Многу други нешта последниве години се ставија во движење. И сметам дека грст луѓе во светот всушност знаат што се прави и кој е наредниот чекор. Значи, тука не е само едно нешто што јас би требало да го кажам, односно нема едноставен
одговор, а одговорот е на секој човек е да се погледне себе си во огледало еден убав сончев ден и да се запраша кој сум јас и што сум јас и кој е битот на моето постоење. Дали јас постојам овдека само да го вртам отпадокот на цивилизацијата, значи со сите прехранбени продукти кои што се крајно штетни, со севкупната општествена манипулација со која што сите ние се судираме. Значи тоа секој човек мора да си го постави тоа прашање сам за себе. И не е добро да се организираат бегства од тоа, затоа што тие прашања порано или подоцна ќе не сосипат. Ако ние не ги поставиме на време и ако ние не работиме врз нив, значи многу сериозно, тие нас ќе не сосипат. Ние не можеме да побегнеме од себе си. На крајот на криштата ќе не сосипат на предсмртната постела. Така да, од тука понатаму јас немам што да кажам. Тоа е едноставно задача на секој човек кој што е затоа е човек. Повикан е да ја гради сопствената свесност. Личноста на човекот да се развива. Бидејќи ние сме енергетско жариште, ние не сме случајни на оваа планета и секоја една жива човечка душа е добро, да не речам благословено, да си го потражи својот пат. Што тоа воопшто не значи дека на мене треба нешто во моментот да ми се бендиса или да исполни некои мои цели или некои мои агенди. Јас овдека вечерва сум со тебе без никаква цел, без никаква агенда, не сум член на ниту едно удружување кое што води било какви агенти или системи на манипулирање и на сето тоа. Значи, овдека сум како една човечка личност која што си ја бара својата слобода и се смета за достоинствена да се избори за собствената слобода. Слободата на живењето, да ни е јасно, никој никогаш нема да ни ја даде на тацна, затоа треба да се избориме. Со што помалку калкуланство, ќе повторам дека не е можно целосно да се излезе, барем во овој момент, барем за мене, од системот во кој што живеам, барем со тие елементарни нешта, меѓутоа борба мора да постои. Значи не смееме да си легнеме на брашното, дека тоа е така и дека секогаш било вака како што било и дека ние сме се родиле, сме живееле и ќе умреме за да бидеме на ранг на едни конзументи. Без разлика какви економски, политички, нарко конзументи, забавата конзументи. Ова е за забавата. Меѓутоа, се што е премногу во човековиот живот, се му штети. Тоа е една многу убава изрека на Руми, кога го прашале, вели, што е штетно? Учителот одговорил, штетно е тоа се што ви е премногу во животот. Так. Во Скопје велат, дури и ако човек премногу се најаде мед и тоа е лошо, ќе се нафрла по рацете. Значи нема ништо поблаготворно од медот, но и медот треба да се прима, да се конзумира со една рационалност, за да не се премине во спротивноста своја. Така, дури премногу дишење создава хипервентилација и интоксикација од кислород, нели? Да. Природна физиолошка работа, но така е. Да. Кога го спомна Руми, се сеќавам на една убава песна од него, каде што вели, јас сум малото парченце песок во пустината, јас сум утринската роса, јас сум сеајот на сонцето. Отприлика така одеше. И на крајот поентата на песната беше, каже, јас сум ти, односно дека
ние како поединци сме дел од големото божествено, односно дека ние сме микрокосмосот кој што е во идентичен сооднос како мало со големиот космос. Ајде малку за тој однос, или она на Хермес Тримегистос, како горе така долу, односно како на небото, така и на земјата. Малку за тој однос на макрокосмосот со микрокосмосот или на божественото со човечкото. Ја сега ова кога го спомнуваш, мене веднаш ми дојде на ум првото за покојниот веќе советски и руски астрофизичар Николај Кардашев, кој што ги има созидано во 8 степени на човековата индивидуа и на човековото општество. И сметам дека тоа таму каде што луѓето, значи, ги повикувам ова да го истражат, да го проучат. Јас некаде разбрав до 4-тиот, до 5-тиот степен колку може да напредне човекот, по натаму тоа е се некои нешта од кои што навистина фаќа вртоглавица, а кој што многу реално вели дека 8-тиот степен на постоењето е апсолутното божествено совршенство во кое што човекот не може да влезе како тварно битие. Така да на некој начин овој голем астрофизичар, значи физичар, јас тоа особено го почитувам, бидејќи е човек на науката, научната духовност и духовната наука, која што не е лишена од морал, не е неморална, тоа е многу битно. Така да ние како едно и единствено. Тешко е денеска тоа на луѓето да почне да им се објаснува. Јас не знам дали сме на почетокот на оваа компјутерска технологија пред едно 40 на години, сега излегоа ZX Spectrum беа првите компјутери мали, или Commodore 64, па сега на еден ZX Spectrum или Commodore 64 да сакаш да му ставиш процесор сега што е на Intel, но тоа не може да го носи, не може да го подигне програмот. Така да тоа е добро, тоа е вистина, тоа и не е во спротивност со она што јас го зборував пред некоја минута кај тебе, но ќе повторам раздорот кој што е направен меѓу луѓето на секаква основа, раздор кој што историски се шири векови наназад. Никој да не помисли дека грст добри желби или еден добар говор или неколку добри мисли дека тоа може да го решат. Ако сме заточеници овдека, а мнозина сметаат и дека имат таков аспект на постоењето на оваа планета, тогаш ние не смееме да го одржуваме пред се во себе си Стокхолмскиот синдром. Стокхолмскиот синдром, кога доаѓаат да бидат ослободени робовите, тие се плашат од слободата и се креваат против своите ослободители. Значи, тоа е добата на незнаењето во кое што живееме, добата на мракот. Така да не сме во заблуда дека мнозина луѓе токму овој систем кој што ние го критикуваме, значи за неговите негативни дејанија и известни негови негативни постулати, мнозина луѓе не се подготвени и не ги ни интересира овој домен во кој што ние вечерва зборуваме јас и ти. Да не збориме за сите видови на исмевање и на сето тоа што може да биде, но тоа е тоа. Да. Ова ме потсети на еден подкаст што утрово го слушав, каде што го кажа примерот на постапката за божикњата постапка на германските и на француските војници кои што се нашле на западниот фронт во Првата светска војна, кои што на божикњата вечер, бивајќи едните и другите католици, односно го слават на 25 декември,
На Божикната вечер едните и другите одбиле да војуваат, одбиле просечниот работник од Германија и просечниот работник од Франција одбиле да прифатат дека таа вечер мора по секоја цена да се убиваат, ги напуштиле рововите, отишле во она што е ничија земја на средината и се договориле да играат фудбал. Што значи, затоа што тие помеѓу себе немале нерешени прашања, нерешените прашања биле помеѓу елитите, помеѓу оние кои што се на врвот и кои што во нивен интерес треба некој меѓусебно да се убива. Така што треба многу, како да кажам, многу доблес за да се стигне до таа висина, да се свати тоа дека луѓето од другата страна на рововите, какви и да се тие ровови, не се наши непријатели, туку елитата, убаво кажете, и таа елита која што ги држи конците, таа не води едни кон други во непријателство. Таа елита, ако треба да ги изброиме, се помалку од 1% на планетата. Да. Тоа е историска вистина за Првата светска војна. Шведската група Сабатон има една прекрасна песна за тоа, Christmas Truce. Па тоа е она што дава надеж дека последната човештина не е избришана од луѓето. Тоа е што не плаши дека истите тие луѓе и утре дента ќе земат повторно бајонетите и митралезите да се испотепаат меѓу себе. Значи, тоа е тој систем на команда на кој што ние сме научени. Ние многу нешто ги правиме од страв и под команда. А ова што го зборуваш ти е токму пројава на човечкиот дух и на човековата слобода. Затоа што војната е еден многу уносен бизнис, рашомонијада, каде што луѓето што се познаваат меѓу себе туркаат во војна и во смрт и во несреќи и во сакатења стотици илјади луѓе кои што не се познаваат помеѓу себе, за да повторно малцинството што ги рече 1% седнат на маса кои што се познаваат себе си, повторно си се потпишат, си се договорат, а на луѓето кому ќе му се додели штака, кому ќе му се додели мртвечки ковчег, ако и нешто и останало од него, кому ќе му доделат оние колајни, ордени и медали, кој што е особено лицемерие, како што вели великиот Толстој. Значи, ако јас вели кренам пушка и убијам за мој интерес, мене веднаш ќе ме уапсат, вика ќе ме стават во затвор, вика ќе бидам 20 години на робија и потоа прогонство. А кога во нечи друг интерес ќе ми турнат истата пушка во рака и ми дадат зелено светле да убивам, палам, колам, силувам, сите она лепеза на она негативна разновидност и креативност кој што човекот до страутно ниво може да дојде, дури и ако останам жив, и ако успешно ги убивам сличните како мене, тогаш мене и ќе ми дадат орден, и ќе ме унапредат, и ќе ми видам сите почитуван и сакан. Нормално, додека е интерес. Еве колку за илустрација пак ќе се навратам на Првата светска војна, колку за илустрација кои биле луѓето кои што ги втурнувале овие луѓе на фронтот. Начело на англиската или британската империја тогаш бил кралот Џорџ Пети. На чело на германската империја бил кајзерот Вилхелм II, ми се чини беше. И на чело на руската империја бил царот Николај II. Тројцата први братучеди. Во нивната лична преписка си се обраќале со оние нагалени имиња Ники, Вили и Џорџи. Така сите први братучеди. Да, сите се тие роднини меѓу себе, да. Да, и никој од нив нити куршум не опалил во војната, не ископал ниту еден ров, не си го избрегал ноктот од раката, не го изгребал. Значи, на паметен човек му е доста ова што ќе се каже, значи, јасно е. Ја спомнав претходно технологијата, сега се наметнува една синтагма која што се вели научна духовност, се извинувам. Дали родоначалник на оваа научна духовност е големиот Тесла
кој што всушност ги постави научните постулати за сите овие големи технологии кои што ги имаме и денес, а веројатно и технологиите на иднината ќе бидат засновани на научните откритија кои што ги имаше направено тој, и тоа во ран 20 или доцен 19 век. Да, колку не држат назад многу патенти, велат дека ни ги пуштаат ронките од технологијата на секои 20 години по некоја ронка ни се фрла. Така да, она кој што е денешен реален технички напредок, кој што се користи во војната индустрија и на тие повисоко ниво комуникации и заедници, значи ние тоа ќе го добиеме после 20 години. Никола Тесла како личност завзема круцијален карактер во растот на човештвото и сето она што го има направено тој човек. Јас наистина сега не знам од каде да почнам. Како личност и како иновација е многу важно во чии раце ќе падне. Има индикации дека некои негови патенти се произведени во погрешни раце. Меѓутоа, јас верувам дека врз оваа планета гледаат многу очи и дека на луѓето кои што сакаат докрај да го подгазат, изгазат човештвото, нема да им се отворат картите на таков начин. Инаку Тесла со својата личност и својата индивидуа е навистина еден чудо од човек во најчудесна смисла на зборот. Неговата пресве личностна изграденост, едноставност, може да не биде само узор на живење во ова време. Исклучително спиритуална личност, личност која што го познавала животот, личност која што знаела да створи, личност која што знаела себе си низ тоа творештво, не само себе си да го интегрира човештвото, туку и човештвото да го повика во еден повисок и нов степен на живење. Тоа е таа спиритуална свесност, тоа е таа научна духовност или духовна наука. Ништо не е едно против друго. Се е во единство. Целата работа е што ние не сме способни за такво нешто ни да замислим поголем дел од луѓето, а па камоли да работа врз таа основа. Целиот наш разговор е токму на таа основа да се повикаат луѓето, барем еден што слуша, ако започне да го јаде, да црвот на прашањето на она што го зборувавме, тоа ќе биде добро. Така да неговото потекло од свештеничко семејство, значи квалитетна основа, честито семејство, изградило со еден голем труд, кој што не бил секогаш посипан со ловорики, скоро воопшто не, исклучително трновит пат. Пред крајот на својот живот Никола Тесла завршува сам во животот. Јас го имам читано и неговото последно писмо до неговата мајка, каде што него му е јасно дека е за многу нешта искористен, но тој не ја губи надежта дека човештвото ќе го најде својот пат онаму каде што тој го повлече. А тоа е на патот на разбирањето на космичките закони, патот на разбирањето на фреквенцијата, која што за нас зборува и нас не представува, уште ние самите преку збор да се представиме. И
ќе завршам така како што почнав. Тоа е само за Никола Тесла можеме да зборуваме, да имаш еден подкаст веројатно со некој човек кој што сигурно и е многу подобро од мене изграден за тие нешта, да кажам. Апсолутно, многу е куриозитетен, да речеме, фактор дека тој бил пријател со еден од најпродуховените луѓе кои што источните учења ги носи на запад, тоа е Свами Вивекананда. Еве јас овде ја имам во фотокопија неговата Раджа јога, значи човек кој што своевремено ја носи јогата на западот и според зборовите на самиот Вивекананда, Тесла е единствениот во тој момент кој што е на ниво на учењата кои што ги има Истокот. Да. Па и Тесла се сели сега во Индија. Во тековниот период треба да се оствари голема конференција, каде што со Теслините трудови собрани луѓе од целиот свет, луѓе кои што реално имаат за цел светот да го отргнуваат од непријателство. Повторам, тоа не може преку ноќ да се случи, да го оттргнуваат од непријателство и да го постават човекот и човештвото на патот на будењето. Се подготвува таква конференција. Имам такви информации каде што ќе се соберат колку што е можно повеќе патентите на Тесла и да се започне да се работи на случајот. Никола Тесла и самиот бил исклучително спиритуална личност. Неговото пријателство со Свами Вивекананда не е историски, не може да се стави по знак на прашање. Тоа е вистина. Бил исклучителна медитативна личност Никола Тесла, спиритуално умел и знаел да влезе во Акаша Рекордс. Записите на Акаша, каде што е поставено севкупното познание на севкупното постоење на ова планета Земја во разноразни цивилизации. Така да, спиејќи со отворени очи, значи ги добивал готовите формули и одел кај своите инженери и им го давал проектот. Ако еден Едисон, за да ја измисли сијалицата, направил 12.000 проби, велат, значи кај Никола Тесла тоа не било така, и се занимавал со некои технологии кои што и навистина се сериозни и тој самиот знаел. И тој самиот знаел дека не е време на човештвото за сето тоа, значи кулата Вандерклиф во Соединетите држави, каде што работел, која што е урната на 4 јули, за годината не можам да се сетам, некаде е пред Втората светска војна, 30-тите години, и самиот Никола Тесла не се бунел за тоа. Порано, мислам дека е многу порано, 1907. Да, ете така, добро. Ти благодарам за исправката. Значи, добро е што кулата Вандерклиф е урната, бидејќи резонаторот што бил таму поставен, можел да ја измести планетата Земја од незината резонанца, односно од незината орбита, и да направи хаос не само на планетава Земја, него и на севкупниот сончев систем. Така да, тоа е тоа. Спомна една интересна работа која што не сакам да помине незабележена, тоа е дека кон Земјата има се вперени очи што гледаат на оно што го правиме. Дали се тоа истите оние очи кои што не гледа во времето на кубанската криза, кога и Хрушчов и Кенеди беа спремни да притиснат на копчињата за нуклеарното оружје, или станува збор за некој друг тип на очи? Има разни очи. И има очи што не гледаат благонаклон. Има очи што не гледаат неблагонаклон. Има очи за кои што сме само експеримент. Има очи кои што се хранат со нашата несреќа, со нашиот
страх, со нашата омраза. Така да, тука во кој домен да го завртиме сето ова, јас не знам. Ја би сакал да останам афирмативен секогаш и полн со една длабока позитива. Човекот е бескрајно интересно битие. Ќе го спомнам Достоевски, вели страшен е човекот бидејќи на теренот на човековото срце се води борба помеѓу Бога и ѓаволот. Односно помеѓу Христа и ѓаволот. Така да токму таа наша богообразност не прави интересни за мнозина очи. Значи, нашата богообразност, нашата можност за раст, нашиот генетски код, покрај тоа што е така како што е среден, не баш многу благонаклонно за нас, ние од 12 клетки на ДНК-та користиме само 2. Тоа значи дека нас некој многу добро не средил, не смирил ли, не поробил ли, не спасил ли од самите себе си нас. Тоа се тука веќе имаме многу повеќе прашања отколку одговори. Јас вака зборувам во една широка сфера затоа што јас воопшто не сакам да звучам овдека човек, ниту ова да се појавувам како некој сезнајко кој што има одговор на сите прашања. И јас тражам, и јас барам, и тоа е она што сега можам да го изречам. Така се навраќаме на почетокот кога зборувавме за слободата, а слободата на мислата многу пати не води кон тоа да гласно размислувајќи новите идеи ни дојдат во форма на инспирација. Таа инспирација многу пати мислиме дека ни дошла од никаде, а дали дошла од никаде или некој таа мисла ни ја... Ништо не доаѓа од никаде. Еве, ја спомнаа кашата, веројатно кога ние ќе се возбудиме во интелектуална, во духовна смисла, ќе се поставиме на известна фреквенција, веројатно ја кашата резонира со нас и почнува да ни дава идеи. Ако влезам некогаш, ќе ти кажам како е. Така, ова беше предпоставка и од моја страна, значи не беше афирмативно, туку беше предпоставка. Би сакал да поразговараме за нешто што ми спомна во приватниот разговор, дека е нешто што го имаш испитувано, го имаш истражувано и било предмет на твоја професионална, односно научна работа. Го спомна Достоевски, значи за руската религиозна филозофија на ранниот 20 век. Јас само ќе те поттикнам за размислување. Злосторство и казна, дали е, например, книга за тоа дека еден исфрустриран, сиромашен млад човек убива една старица, или е книга за внатрешната трансформација на тој ист човек, на неговите мисли, на неговото кајање, на неговата, како да кажам, екзалтација преку целиот тој процес, затоа што самото убиство на старицата на почетокот на книгата, додека останатите дебели страници се за она второто. Те молам за твоето мислење, па надоврзи го на тоа руската религиозна филозофија од тој доцен 19 и ран 20 век. Интересен е периодот кога Достоевски ја пишува Злосторство и казна книгата. Тога што е во една голема криза, пред се финансиска, и тој мора да напише книга, и тоа добра книга, и излезе Злосторство и казна. Веројатно многу од неговите мисли, бидејќи тој сами од себе си се внесуваше во светот кој што ни го гради, како што всушност си го прави секој уметник, тој не внесува во неговиот свет, кој што го гради. Некому тоа може да му се допаѓа, некому не. Прашањето на Раскольников, Раскольников е инвентивен човек. И малку, знаеш, тој отепа старица, тој отепа стара лихварка. Да се разберем. Значи, он си направи некој свој морален компромис. Он како млад инвентивен човек свати дека ако ја ликвидира оваа жена, која што ништо добро не му
носи на светот, кој што само ги мози сиромаштијата и луѓето кои што особено попаднале во криза, секојаш лично со ова време во кое што живееме е случајно. Значи, денеска ова што го пишува Достоевски е кренато на уште поголемо ниво. Значи, тоа е пософистицирано, посовршено, порасипано. Посурово. Да, сурово, крајно сурово, така да Раскольников всушност си направи, реков, како млад инвентивен човек, тој беше школован, учеше универзитет, беше квалитетен човек, меѓутоа со тек на времето тоа немање, таа сиромаштија го вади само најлошото од човекот и човекот почна да размислува и она како што рече ти, со секирата многу мајсторски испод пазувите на капутот врзана, за да не се познава, па нели покрај старата лихварка која што ја ликвидира, отиде и уште една личност, она млада и налудничава, не налудничава, туку луда девојка. Тоа кај нас има еден модерен израз сега, како се вика, колатерална штета беше таа. Така. Значи, просто све го имаме во животот, тоа што го пишува Достоевски пред повеќе од 100 години, ние го имаме сега денеска во реалноста и уште политичари ќе излезат у оние нивни уштиркани кравати, уште ќе не убедуваат дека така треба и дека така тоа морало да биде и дека се тие уште повеќе милосрдни ангели. Значи, со каков човек имаме работа, односно за каков човек зборуваме за Фјодор Михайловиќ. Така да, но понатаму, сега тој морален момент, убиството. Значи, човекот има своји ресурси. Ние не сме безгранични битија. Ние сме повикани да ја задобиваме безграничноста и вечноста, меѓутоа во овој момент на постоењето, на живењето, ние имаме ограничени ресурси на волја, на снага, на нерви. Физичка сила. И така да Раскольников токму за среќа негова и што се постави, ја спаси собствената људскост преку многу голема борба пред се со самиот себе си, но и со помош на Сонја Мармеладова. Значи, тука вториот дел, значи, на човекот, да имаш со кого. Да имаш заради кого тоа да го направиш. Како да кажам, покајанието не го брише злосторот. Меѓутоа повторно го става во редот на луѓето. Тоа е многу важно. Имаше момент во сиромаштијата негова кога така стоеше на еден ќош на Петроградските улици и кога некоја жена милосрдно му дофрли 50 копејки или колку беше рубља во книгата и он вели ја гледа и вика ова жена мене што туку ми удели, вика си дар како на просјак и он тој дарот го фрли во нева. И тоа токму добро сега се сеќавам на ова тие стихови потоа што ги има напишано до Достоевски во тој момент кога ја отфрли милостињата, вика како да се отсече од сите луѓе околу себе. Значи неспособноста не само да се даде милостиња е диаметрално еднаква со неспособноста да се прими милост од било кого. И понатаму, нели, тука и завршува делото. Со неговото покаяние, тој застанува на патот на бијањето, Сонја Мармеладова ќе тргне по него и во тој дел ја би заокружил дека, ете, сега ние овдека ја прераскажуваме книгата со еден мој аспект врз незе. Значи, покајанието не го брише злосторот. Завршам, но го враќа во доменот на човечноста, на људското и му дава потенцијал. Дава потенцијал и сила понатаму да продолжи животот. Значи, нема човек што не може да погреши, меѓутоа може реално и конкретно да се покае. А покајанието
тоа се врши со дела исти онакви како што се правени во грешките. За среќа не сите од нас имаме на нашата душа злосторство, како што имаше Родион Раскольников. Меѓутоа и неговиот влог беше многу поголем. Така да, тоа се уред. И јас повикувам луѓето да ја побараат книгата Злосторство и казна од Фјодор Достоевски, да побараат некој постаро издание, затоа што тие постарите изданија имаат одлични преводи, не знам како се новите. По старите изданија, значи да се бара по библиотеки, она што јас го читав беше изворедно издание, изборувам за средина на 90-тите години кога ја читав таа книга. Ми требаше многу време затоа што бара време, бара внимание и бара процесирање на она што е напишано, затоа што не е така едноставно. Сите овие работи кои што ние накратко ги нафрлавме се буквално набиени, а книгата не е ни мала, мислам дека околу 500 страни некаде. Па не само злосторство и казна, она што јас кога учев, што велевме четворо Евангелието на Достоевски, што вели тоа ти е злосторство и казна, идиот, бесови или зли духови и на крајот браќа Карамазови, што е само вовед. Значи, браќа Карамазови е само вовед за неговото последно дело кое што сакал да го заврши и после тоа да престане да пишува, кој што работен наслов има атеизам или во други негови фасцикли житието на великиот грешник. Значи, браќа Карамазови се само вовед за она дело кое што за жал не стигна. Животот се прекрати негов, дури и не беше ни многу возрасен, да не речам стар, значи околу 60 на години, дали имаше кога се упојува Фјодор Михайловиќ. За жал сме лишени од тој врв негов, очигледно недостасува. Очигледно недостасува, но тоа е тоа. Да. Во време во кое што живееме, значи, да, ние ќе го објавиме ова видео на YouTube, но на YouTube гледам дека не само YouTube, и Facebook, и Instagram и така ги промовираат оние кратки форми од по 30 секунди, минута, во кои што обично треба да се направи некоја глупост која што ќе ни го фати вниманието. Како да ја пренесеме таа скапоцена работа која што ние како генерација, барем јас како генерација пораснав со неа, тоа е читањето книги. Значи, јас се седне со чиста мисла и да се прочитаат 20, 30, 50 страници во денот. Па и 140 страници, како јас пред некој ден, од книгата Монах Хокај, од Вук Драшковиќ. Тоа е една страшна книга. Тој човек во најквалитетен израз на зборот, значи јас ја прочитав за еден ден, 140 страници. Ја не знам дали авторот е свесен со кого се има фатено во костец со таа книга. А во книгата се наметнува дека снајперистот кој што ја пишува оваа исповед, само еднашка промашил и не по желба негова, туку му се заглавил куршум во карабинот, и дека оваа негова исповест токму ја испраќа на тој политичар и книжевник за да ја објави. Јасно ти е? Така. Тоа е тоа. Значи, читањето книги, еве, ќе речам за себе, додека добра книга и добра песна, добра музика ме воодушевува, уште сум нормален. Значи, јас сум голем заговорник на читањето. Јас сум зависник често пати од читањето и покрај тоа што знам дека не е животот во книгата и во хартијата и во напишувањето, во сето тоа што е напишано. Меѓутоа, токму тоа што е напишано, токму тоа што е квалитативен како дар од еден уметник, од еден книжевник, кој што ние релативно и многу ефтино го купуваме, ни е можност на свој начин да го интегрираме во својот живот. Значи, секогаш сакам да прочитам нешто сакам да учам од луѓе кои што се попаметни од мене. Тоа е добра можност, без некого лично да го познаваме, навистина
да собереме многу од неговата памет. А она што рече денеска тоа, еве, не сакам ја да навредам ни една апликација или ништо, меѓутоа чувајте се од таа TikTok мудрост, TikTok филозофија и сите тие работи, може да се направат квалитетни и едноставни фајлови, на пример. Ова можеш да го ставиш, може и не. Ти ја препорачувам страницата, на пример, Квантни ум. Квантни ум го нема веќе едно месец дена да објави. Тој, на пример, става 8 до 10 минути, многу јасни нешта, без многу да ја шири тематиката, меѓутоа знае да ги постави работите понатаму и тој секогаш вели, онака како што и јас велам, дека ќе се обидам на некој твои прашања да дадам почеток на одговорот од мој агол на гледање, од едно алтернативен поглед на реалноста и од едноставно од еден човек, ако ништо повеќе, ја го бара смисолот на постоењето на животот. Онака што го кажав на почетокот, на кој што секое едно човеково битие е повикано, а за жал матрицата на односите на постоењето денеска, она величење на глупоста која што ја имаме денеска во сите сегменти на животот на општеството, сите сегменти се во тоа опатени, едноставно човека го имаат фатено во една мрежа да тој не може ни да помисли со глава, ни да мрдне со рака, ни да мрдне со нога, него му е денот испланиран, него му е месецот испланиран, ти рече претходно двете плати се веќе потрошени, па има резервна картица, па ќе прави влез-излез. Значи, замислете си на што луѓето го губат драгоценното време на својот живот. Така, во контекст на читањето книги, јас работата на овој профил ја доживувам како секој човек да е книга од која што излегуваат страници вака кажани преку зборови, така што мислам дека јас, а преку мене и преку каналот и гледачите се збогатуваат со нови знаења, затоа имам многу авторски видеа во кои што само моето знаење излегува и доаѓало до истакнување, но значи одам на твојата линија дека човек не може да биде сезнаен и дека не може да биде упатен во се, така што имањето соговорници за мене е едно огромно богатство. Александар, односно Алек, ти благодарам ја за ово гостување. Мислам дека е ова почеток на одлично пријателство и на редица подкасти. Завршуваме со Казабланка. Како? Ало? Да. Завршуваме со Казабланка. Рикс му рече на Луи, мислам дека ова почеток на едно добро пријателство. На вистина сме веќе среде војна која што е почната малку поодамна, ама не ни е јасно. Меѓутоа јас се согласувам со тебе. Јас се согласувам со тебе и секогаш ќе сакам да искомуницираме без разлика дали сега ти ме снимаш или не. Битна е комуникацијата меѓу луѓето, исто така јас и во нашиот претходен разговор ти напоменав без никакво лицемерие, верувај ми, ако имам поинакво мислење би ти го кажал, дека твојот канал врши една исклучително позитивна мисија, дека не познавам друг канал на македонско говорно подрачје кој што се занимава со ваков пристап кон прашањата, кон проблематиките и кон алтернативите на живењето и на постоењето во денешно време. Така да, исклучително те почитувам уште пред да се запознаеме вака електронски за твојот труд и за твојата работа. Продолжи понатаму, продолжи да ја бараш вистината, продолжи афирмирајќи други луѓе околу себе, верувај ми, ќе се афирмираш себе си најповеќе. Затоа што си ти тој во моментов канал, ти си тој канализатор низ кој што поминуваат сите овие нешта кои што еве. Се надевам дека ќе допре до некој твој гледач кој што и не се така малку. Верувај ми, сигурно имаш преглед на оние кои што ќе погледнат или многу повеќе си набљудуван отколку што тоа се гледа според
бројот на лајкови или на прегледи што го Так. имаш. Кога веќе ја отвори оваа тема, јас бидејќи работам повеќе од 3 години ентузијастички без никаков приход за ова, значи мојот приход за живот го обезбедувам на друго место. Значи се велам штом 3 години ме држи ентузијазмот, значи мора да е нешто повеќе од тоа. Исто така, една работа која што напомене и која што многу пати од мене се бара да критикувам, да изложувам, да правам или делување на она со кое што го започнавме муабетот, јас велам, па како не можеме да сватиме дека мојата желба е да промовирам позитивни работи, односно работи за наместо работи против. Односно, сега промовираме позитивно размислување, зборуваме за духовност, зборуваме за работи кои што не водат надвор од мракот на секојдневието, не водат надвор од прангите направени од кредитни картички. Значи, можеме секој ден да зборуваме, нели овде на видеото сега да излегува купете ова, купете она. Веројатно YouTube ќе ви стави такво нешто, ама не сум јас тој кој што ќе ви го стави тоа. Јас сакам да кажам, ајде да зборуваме за вредности, и тоа за универзални човечки вредности, како што спомна ти, не за мој или твои, туку универзални, затоа што на крајот на краиштата се сведува дека сите ние сме само луѓе кои што на крајот на денот се смееме, плачеме, тагуваме, се радуваме. Па јас Николај Кардашев го спомнав, според лествицата на Кардашев на степени на цивилизација, ние сме 0,72. Уште не сме ни кец. Така да, што да ти кажам понатаму, јас моите зборови, се што е упатено на гледачите и на тебе е да го посочам стравот и несигурноста како едно главно орудие на оние кои што сака да го поробат човекот и човештвото. Сите ни имаме свој маки, сите ни имаме свои искушенија на било каков географски простор да се најдеме. Така да сите сме заедно во сето ова. Јас се надевам дека еден по еден и сите заедно ќе испливаме од сето ова. Ја сум тврдо убеден дека силите на напредокот, на технологијата кој што не е против човекот и на човекот кој што не е само пуст критицизер на технологијата и на нештата, туку себе си знае и да се спрегне и да изгради нешто позитивно, преку орудијата, моќните орудија кои што ни се дадени денеска, тука е шансата на секое едно човечко битие. Еве, например, ние оваа прекрасна Wi-Fi технологија која што е измислена од Никола Тесла, ние ја ползуваме тука да шириме свесност меѓу луѓето. Јас и ти не договараме пренос на дрога, јас и ти не договараме каде сега треба да запалиме друг оган по светот на војна, за да продадеме она што имаме уште нешто куршуми и автомати и сето. Тоа значи како да го шириме бизнисот, ние така не ја користиме оваа технологија. Значи до човекот е. До човекот е. Така, јас тука би сакал да те надополнам на една работа. Ако го погледнеме светот на лавовите, лав не убива лав, иако се крволочни животни. Ако го погледнеме светот на волците, волк не убива волци. Ако го погледнеме светот на, на ајкулите, ајкула не убива ајкула. Единствен вид кој што убива припадници на собствениот вид сме ние луѓето. Дали треба да биде така? Значи, се грижиме сега за климата, се грижиме за други работи. Имаше еден подкаст кај што велеше да ги снема луѓето денеска од планетата Земја, планетата Земја за 100 години ќе се претвори во рај. Што значи, свесноста кои сме, што сме, треба да не доведе до една повисока состојба на постоење, а јас сум длабоко убеден, значи ова е моје интимно убедување, кое што е базирано само на чувство, не на некакво знаење, е дека Бог, Божественото, секогаш вели да. Ако ние имаме позитивни мисли, ќе каже да на позитивните мисли. Ако имаме негативни мисли, ќе каже да на негативните мисли и ќе имаме деструкција.
Убиството е многу моќна програма. Значи не станува збор само за физичкото убиство кое што е врв. Убиство е и кога го понижуваме нашиот ближен, кога му наметнуваме систем на помала вредност во него. Убиство е кога подгазуваме луѓе, кога сме подготвени не да газеме преку мртви, туку и преку живи, за да си достигнеме своја цел. Убиството, ќе повторам, е еден сигурен програм во човекот кој што го држи долу во сите негови манифестации. Така да, ако е прв и основен програм, тоа е програм кој што веројатно последен ќе мора да се депрограмира. Значи, овој мој настап не е збирка на добри желби мои, сакам да останам реалистичен. Тој програм е вметнат во човекот и на тој програм одлично се заработува. А тоа значи дека ќе биде многу тешко да се депрограмира човекот. Јас за убиството дури овдека го спомнав пред 20 на минути, то стои неговото мислење со што моето мислење е идентично. Така да, и се тоа што ми се случува последнава година и она што се случуваше на просторите на поранешна Југославија, само се гледа, јас имам доволно години, јас добро помнам што се случуваше. Мислам дека така беше изманипулирана целата работа, така се фрлија луѓето во ланчана реакција на насилство, така се ослободи во луѓето еден злодух на овој простор. Тоа е нешто страшно, меѓутоа од друга страна финансиски одлично исплатливо, да сме свесни, за коруптивни луѓе и за мафиози одлично и добро под наводници подрачје за работа, и ова е тоа што го имаме денеска. Зборовите на Анте Марковиќ, сега веќе покојни, кој што имаше една многу умна изјава, која што јас во мојата младост тогаш не ја разбрав како што треба, за жал, дека заблудите ќе ги платиме со голема сиромаштија и со статус на длабока провинција на Европа. Немам што да... За жал, не можеме да не се согласиме тоа. Значи, јас бев дете кога се случуваа настаните од бивша Југославија, но бев доволно голем за да ги паметам. И ги паметам сите стравоти, почнувајќи од, ако добро се сеќавам, првите настани таму некаде во Пакрац, во Хрватска, па се натаму што следуваше низ Босна, Косово и на крајот завршивме нели со нашата криза 2001. Така што нити ние, нити албанците, нити босанците, нити србите, нити хрватите добивме нешто повеќе од тоа што ги имавме. Сите сме на некој начин намалени, како луѓе, како држави, како нации, како се. И многу повеќе задолжени од тоа што беше задолжена Југославија. На добивка се постоечките владеечки гарнитури, кои што ако до крај си ја одиграат својата роља, тие ќе ги остават да се заминат мирно. Значи, многу е тешко и од она страна, и од погрешната страна, затоа што таму секој чекор се казнува. Многу строго, многу тешко и многу крваво. Така да, јас се согласувам со тебе дека освен некакви елити во наводници, а всушност она што денеска го знаеме како елита, она што ни го мајнстрим програмот што ни го доделува како елита да го познаваме, да го веруваме, тоа е всушност еден белосветски олош, тоа е една тешка хоштаплерана која што заработува на несреќите на милиони луѓе. Ќе кажам еден виц кој што го раскажуваше поранешниот премиер на Италија и претходно беше нели во 2 мандати претседател на Европската централна банка, за да го илустрираме, значи начинот на кој што размислуваат и чувствуваат овие луѓе. Значи ова го кажува на пресконференција за да биде духовит, вели
Има еден млад човек тука на кој што треба да му се трансплантира срце. И на тој млад човек докторите му велат имаш два избори за срце. Едниот избор е 25 годишен млад човек, спортски дух, непушач, неалкохоличар, значи совршено здраво срце. И другото срце е на 82 годишен централен банкар. И овој млад човек одговара, па тоа на банкарот. И овој вели, па зошто, како тоа сега младо срце и срце на старец, па вика, тоа второто на банкарот никогаш не е употребено. Вицот е сакајќи да каже... Да, убава дигресија. Кажано од некој кој што е таму, значи кој што е работел таа работа, е на место. Да, не е Берлускони, ова за кој што ми збореше. Не, Марио Драги, значи тој е поранешен премиер и во 2 мандати Централна банка на Европа. Така, добро. Така, Алек, ти благодарам за ова гостување, се надевам нема да биде последно. Се надевам, има и убава вечер на сите кои што не следат, исто така да им посакам се најдобро во животот, да нека здравјето ги служи и тие да му послужат на здравјето и да работат врз сопственото здравје, како физичко, така и психичко и ментално. Имајте убава вечер и секое добро до слушање, јас и ти, и до гледање. Секој добро. Секое добро. Ајде, пријатно.